Граѓаните од денеска ќе можат да пријават злоупотреба на службени возила на телефонскиот број 070-399-050 или на мејл ќе може да се пријави ако некој се вози за приватни или партиски цели со државен автомобил. За полесно препознавање веќе е почнат процесот на означување со црвени таблици. Работата треба да заврши пред да почне изборната кампања. До денешниот пресек имаме некаде околу 500 брендирани возила, односно возила кои што добиле специјални таблици. Има и голем број на возила кои што се веќе во постапка и во процедура. Ќе оставиме уште 2 недели да направиме краен пресек. Паралелно државата ќе прави и генералка на возниот парк. Од 7500 службени возила, реално потребни се околу 2000, вели првиот човек на службата за општи и заеднички работи. Останатите ќе бидат продадени и расходувани. Оние возила кои што се користат како административни ќе бидат далеку помала бројка и затоа напоменав институциите да пристапат кон рационализација, односно употреба на возила само онолку колку што се неопходни за една институција да може непречено да функционира. Многу често во минатото и возилата се земале од оние одземен имот, па се трупале возила, па кај нас процедурата да ги расходувате и тие исти возила е малце покомплицирана и претпоставувам институциите не се решавале да ги расходуваат така брзо и лесно возилата и ве убедувам дека тие возила стоат на паркинзи, стоат на плацеви, не се користат, но се водат како државни возила. Институциите кои нема да ги сменат табличките, наместо казни за сега ќе добиваат само опомени. Но не е исклучена можноста за законски измени, кои ќе предвидат и казнени одредби. Црвени таблици нема да добијат возилата на полицијата, армијата и инспекциите. Мартин Арсов, Сител телевизија.